Кони. Добар ден, дечки. Тука. Добар ден на сите. Добар ден на сите. Ме слушате? Добар ден, наставниче. Како сте? Добри. Одлично, мило ми е. Дали гледате, устори не гледате што? Ништо не гледате, немам споделено. Еве сега ќе ги гледате тоа што ќе го работиме денес. Наставниче, како сте? Добро е, вие како сте? Добри. За сега немаме. Дали гледате тоа што ви споделив? Што гледате? Ова не е од минатиот час, ова е ново. Што гледате, што пишува на него? Определување на процент од количество. Така? Да. Ете тоа ќе го работиме денес. Ајде да видам колку сме сега присутни, имам уште малку 3 минути до почетокот. Има гости, 1, 2, 3, 4, 5 мина се гости. Вкупно се 42 присутни на часот. 5, еве 6, 7 почнуваат и гостите знаат во 2 почнува. Молам? Марко, да, гостен си ако ти беше тој што зборна сега. Да. Марко, Душко, Деја, Давид и Билјана ни се гости. Да, можете да видите и вие во исто време колку се присутни, можете да си го уклучите четот. Да, сега ќе видим. Ајде ако го гледате, јас да го спремам листот кај што ќе пишуваме, ако ќе дојди времето за часот да не губиме време. За колку време почнуваме? Одма почнуваме. Денеска би требало на време да почекаме, да почнеме, да почекаме. На време да почнеме за да можеме на време и да завршиме. Имаме некои работи. Не, Душо, сабота и недела одмарате. Достави се 5 дена во неделата. Не, нема да играте, но сега правам начини како да ги решавате. Вие можете да ги решавате квизовите, ама трикот што јас нема да ги добивам решенијата, ама ќе зборуваме нешто после за тоа. Дали имате некаков проблем? Забележувам дека почнувате се поиќе да ги решавате, ама пак е многу мал одзивот на учениците што ги гледаат. Значи, се што треба да направите е да појдете во Forums, во Assignments и таму ви се задачите да ги решавате. Значи, зададени ви се во групите квизовите, кои што треба да ги решавате. Некои може да ги решавате само еднаш, а некои може да ги решавате колку сакате пати. Повели? Нема проблем, бе, Душо, ти си гостин, секако кога сакаш вечер ќе биде снимката направена, ќе можеш да го догледаш часот. Кога имаш друг час? Охо, до 3 ќе завршиме денес секако. Нема проблем, слободно можеш да се одјавиш кога сакаш, затоа се снимаат часовите за вакви работи. Некој да и подсе да и кажам на другите, ти си гостин, не си наш ученик што го гледаш, следиш часот. Еве точно е 14 часот. Дали да почекаме барам мислење од вас? Повели? Не тој. Тој ако сакаш можеш да го решиш како вежба. Тој ни беше многу одамна. Разбираш? Ако сакаш можеш да го решиш. Ако имаш желба, ако не мора. Ти да ги решаваш последните од како почнавме да видиме вака онлайн. Ти да ги решаваш. За другото на училиште си знаеме ние. Некој друг да праша уште нешто и почнуваме. Наставниче, кој ви е последно објавен квиз? Последен објавен квиз да проверам, Душо, сега одма ќе ти кажам. Значи, ќе појдите во делот на assignments, кај што ви се,
И мислам дека последен објавен квиз беше во 602, ќе појдам кај вас да видам. Последен квиз во вашата група беше предлог тестот. 12 ученици од вашето одделение го одговориле. Пред него е децимален број и дробка, го одговориле само 6 мина. Делење на децимален број со едноцифрен број само 6 мина. Можам да ви кажам и со име и презиме кои се, ама може да си ги видите самите. Не е битно ако ви пишува дека може да го решавате, поминате рокот. Секој квиз е даден со рок. Значи максималниот број на поени се добиваат ако го решавате квизот во рокот во кој што ви е даден. Но тоа не значи дека може и после да го решите. Може, јас ќе го прифатам квизот, а и системот го прифаќа. Дали јасно? Добро, ајде се. Дали има друго прашање или да почнуваме? Почнуваме сега ако немате прашање друго. Да, почнуваме сега. Почнуваме одма сега. Дали ме слушате? Ајде вака сега. Добро. Почнуваме веднаш сега, само да ги средам работите. Дали ги гледате задачите? Да. Одлично. Ајде сега. Во 14 часот и 2 минути официјално го почнуваме денешниот час. Добар ден, добре дојдовте на нашето онлайн дружење. Како и секој ден, така и денес. Во 14 часот имаме 55 веќе присутни, од кои 1, 2, 3, 4, 5, 6 се гости. Значи, 49 се мои ученици од 80, некаде околу 60% ќе учиме денес и за таа. На почетокот, бидејќи овој час, како и сите други часови се снимаат, морам да ви ставам до знаење неколку информации кои се од големо значење за понатамашниот тек на часовите. Морам да ви информирам, вас и цела јавност што ќе го гледа видеото, дека можеби овој час ќе ни биде последен на овој начин тука, затоа што во постапка е затворање на Office 365 пакетот на нашето училиште. Сите вие може да се логирате уште денес, можеби јутре ќе може да се логирате, но мејловите што треба да ви стасуваат од моја страна, односно квизовите и сите задачи што треба да ги сработувате, тука нема да може да ги сработувате, затоа што во постапка е бришење на веб страната и промена на ДНС параметрите. Не сум информатичар, но ќе има такви што ќе го следат видеото. Значи, направена е промена на ДНС параметрите на нашата веб страна на училиштето, што значи ниту еден наш корисник, ученик, нема да може да добива мејлови на нашата веб страна. Како ќе се справиме со оваа ситуација? Информирано е Microsoft Македонија и понудена е помош. Исто така морам јавно да му се заблагодарам на средното училиште од Скопје. Мислам дека беше, сега да не сгрешам само, на мојот драг колега, кој што несодрачно ме изразе во пресвет. Тоа е средното училиште на град Скопје, Цветан Димов, администраторот на тоа училиште, кој отстапи дел од нивното училиште за потребите на мојот час, доколку моето училиште не ми омозможи да ги држам часовите како досега. Истото тоа ќе го направам, но само сега ќе бидете ученици на Цветан Димов, ќе бидете средношколци малку пред време. Тоа морам јавно вака да го кажам на сите и да изразам голема благодарност. На видеото ќе се види, затоа што добив администраторски дозволи за да можам да ги држам часовите додека трае настанатата ситуација во нашето училиште. Значи, благовремено ќе ве пријавам, ако можеме да продолжиме да работиме на истото место непречено, ќе работиме. А ако не можете да ми ги праќате одговорите на квизовите, морам да барам друг начин како тоа можам да го направам. А верувајте дека ќе најдам начин. Часовите во 14 часот никогаш нема да престанат. Додека јас барем ги држам, секогаш во 14 часот, секој ден, додека сне дома ќе имаме математика. А сега да се вратиме на тоа што ни е работа. Денес, како што... Наставниче, се извинувам што ве прекинувам. Повели? Дали се уште часовите ги држиме на Teams или ги држиме на друга страна? Не, вака ви кажав. Часовите, бидејќи сте вие гости, ќе ги држиме повторно на Teams,
Значи тоа значи дупла работа за мене, но јас се снајдов и да не се секирате, ќе добивате покани исто како што добивавте досега. Може би ќе биде покомплицирано за моите ученици, ама ќе се снајдеме во оваа ситуација. Ќе му објаснам на сите, може би нема да биде преку Блажи Конески, ама ќе биде ете преку средното училиште што излезе во Пресвет, значи часовите нема да завршат. Чи секој ден во 14 часот ќе имаме час. Значи ако имат Сабота и недела? Не, сабота и недела. Ако сакате нема проблем, може и сабота и недела, ама нема потреба. Ајде вака сега. Значи денеска во што може да прочитате, имаме определување на процент од количество. Сега. Јас ќе го копирам овој дел што го имате стандардно и ќе се обидам овој. На пример, да го решиме на неколку начини. Ако случајно забележите кочење во моето пишување, слободно кажете ми за да го нешто да средиме. Значи, треба да определиме 60%. Треба да пишуваме. Да, пожелно е овдека да пишувате од 220. Сега. Решавањето на ваквите задачи, како оваја, ја решиме на неколку начини. Прво ќе ви објаснам на начин на кој што досега не сте го сретнале ова нешто и може би е најлесниот начин, ама ајде да се обидеме. Треба да најдеме во задачата 60% од нешто. Во нашиот случај, ова нештото е 220. Секогаш целото нешто од кој што бараме процентот представува 100%, затоа што знаете 100% представуваше едно или едно цело. Значи, 100% во задачата ни е секогаш целото. В нашиот случај 220 ученици. Значи, ние вака ќе запишеме. 100% се 220. Ние треба во задачата да најдеме 60%, а не 100%. За таа цел, ако двете страни на овој израз, запишен вака, и поделиме со 10, ќе добиеме 100% делено со 10 е 10%, 10% ќе биде 220 поделено со 10, 22. Во задачата ни се бараат 60%. Како ќе, сега се постава прашање, како од 10% ќе стасам до 60%? Толку ми се бара во задачата. И ќе множам по 6. По 6. Од двете страни. Значи, 60% се 22 по 6, или тоа е колку? 132 ученици. Значи, решението на задачата 60% од 220 се 132 ученици. Значи, на овој начин добивме 60%. Тука да напомнам следното. Начинот како ќе дојдете, ево овдека се ќе го означам вака со жолто, начинот како ќе дојдете до 60% воопшто не е битен. Зошто велам така? Еве, например, ако земеме дека 100% се 220, тогаш, за да добијам 50%, ќе треба да делам наполу. Ако делам со 2, 220 наполу е 110. Сега, мене не ми требаат 50, туку ми требаат 60, а овој процент, ако го делам со 10, ќе добијам колку се 10%. 10% ќе бидат 220 поделено со 10, односно 22. Ако последните проценти ги соберам, евака, соберам 50% и 10%, ќе добијам 60% се 132. Ете го истото решение како преđеска.
На овој начин може да најдете колку е 1%, а потоа да добиете било кој процент што ви треба. Значи, тоа е третиот начин. Например, и тој е така наречениот унитарен начин на работа. 100% се 220. За да добијам колку е 1%, треба 100% да го делам со 100. Тоа значи и бројот 220 да го делам со 100. 220 поделено со 100 е 2,20 или 2,2. Но во задачата мене не ми се бараше 1%, туку ми се бараше 60. 1% по 60, 60% се 2,2 по 60. Односно, 2,2 по 6 по 60, нели ќе биде исто како 22 по 6 или 132. Ова е 132, исто како претходното. Како ќе го пресметате, се зависи од вас. Ова е првиот начин. Дали ви јасно? Да. Одлично. Ајде вака се. Сега да превидиме на втор начин како можеме да го пресметаме. Треба да пресметаме 60% од беше 220, така? Да. Сега, бидејќи знаеме, по математиката зборот од се заменува со множење. Знаеме од минатите часови дека 60% всушност е 60 врз 100 по 220. Првата дробка може да се упрости. Ако ја поделам со 10, и во бројител и во именител, ќе добијам 60 по 200. Ова дробка може уште да се крати. Ама бидејќи е десетка и ваму имаме 0, можеме да скратиме по 1,0. Затоа што, како што зборувавме минатиот час, бројот може да го запишеме како дробка. И кратиме се што е долу во именител со било што е горе. И на тој начин добиваме 6 врз 1 по 22 врз 1. А ова значи 6 по 22 е 132. Ова е вториот начин. Повторувам, во овој дел овдека. Еве вака. Во овој дел овдека. Место да ја кратевме нулата, можевме да ја упростиме дробката. 6 десетини ја направивме 3 петтини по 220 врз 1, па ќе напишевме 3 по 220 врз 5, бидејќи 220 се крати со 5, ќе добиеме дека е 22 поделено со 5 е 4, 20, значи тоа е 45, па 3 по 45, не сгрешив, 44 е ствари овдека, не е 45, 3 по 44 е 132. Ете го истото решение. Че повторувам, не е битно како ќе скратите. Битно е решението да го добиете на истиот начин. Но пожелно е при работа со дробки задолжително и секогаш да се обидите да скратите. Затоа што на тој начин го упростувате пресметувањето. А третиот начин е тоа што го учевме. Процентот, 60% од 220, ако процентот го запишеме како децимален број. 60 стотинки од 220, 60 стотинки запишано како децимален број е 0,6 од 220. Зборот од значеше множење. Значи сега, за да го добиеме решението, треба да помножиме 0,6 по 220. Че сега треба да множиме 6 по 22, затоа што ги множиме само целите, па после ќе видиме што ќе се случи. 6 по 22, веќе го имавме, не е 132. Но внимавајте, бидејќи множевме со 0,6, тука, а и ваму нулата, првото треба да биде поделено, а второто помножено, значи вака правиме. Првиот број е зголемен 10 пати, а вториот е намален 10 пати. Односно, производот не е променет. Че ова исто е како 6 по 22 или 132. Ете го истото решение.
кој начин ќе го определите за да пресметате? Зависи кој начин вам ви е полесен. Дали ќе одите со помош на унитарниот метод, директно со проценти, дали ќе користите дропки и дали ќе множите децимални броеви. Одлуката е на вас. Бидејќи прв пат се соочувате со вакво нешто, сега ќе изберам уште еден пример, ќе го решам јас, а потоа заедно со вас ќе решиме друг пример. Еве примерот што го избрав. Имам уште 3 примери што се предвидени. Тука, за да ги сработиме денес. Значи, ако нешто не е јасно во било кој период од часот, слободно прекинете ме, кажете. Ако имате проблем со слушањето, исто така, кажете ми, за да превземиме нешто. Информација 64 се присутни моментално на часот. Добро е се, одлично. Одиме сега понатаму. Треба да пресметаме 50% од 60. Исто како преđеска. Многу е битно каков е процентот. Овдека процентот што ни е даден, забележувате дека е половина од 100%. Значи, количеството што ви е дадено, 60, е секогаш 100%. Значи имаме 100% е 60. За да дојдам до 50%, колку што ми требаат мене, што треба да му направам на процентите? Со што? Како од 100% да дојдам до 50%? Така, ќе го преполовиме. Така, 50% ќе биде 60 преполовено. 30, ете го решението. 50% е 30. Исто така треба да знаете дека 50% всушност е една половина. Па значи наместо 50% од 60, треба да знаете дека 50% е половина од 60, а половина од 60 е 30. Ете го истото решение. Исто така, добро е да знаете, затоа учевме претходните часови, дека 50% всушност е 50 стотинки или 0,5 или 0,5 десетинки како децимален број. Во тој случај, 50% од 60 ќе биде колку? Како децимален број? 0,5 по 60. Сега овдека, исто како преđеска. 0,5 ќе го зголемиме 10 пати, а 60 ќе го намалиме 10 пати, за да не се промени производот. Тоа е 5 по 6, или тоа е 30. Еве го добивме на сите 3 начини. Дали е јасно додека спремам друга задача? Да. Значи, секоја наредна задача ќе биде малку потешка од претходната. Да ги решиме задачите што ни се предвидени, па после ќе решите вие. Јас ќе пишувам како секогаш, вие ќе решавате. Евака, 75% од 120. Значи сега, процентот е малку незгоден. Амако, исто како во претходните задачи. 120% ни се 100. Мислам, 120 се 100%. Значи, 100% е целото количество и тоа е, го избришам, сгрешив тука, 100% е 120. Значи, ако можете, ве молам да ги исклучите микрофоните, ќе зборуваме после покасно. Значи, 100% е 120. Секогаш. Целото количество од кој што барате проценти, секогаш ви е 100%. Ние бараме дел од тие 100%. Сега треба да дојдеме до 75. Значи, можете настрана да си направите техника како да дојдеме до 75. Начинот како ќе дојдете до 175 не е битен, вие си го определувате како тоа ќе го направите. Се, во овој случај, најдобар начин е следен. Не е единствен, но еден од начините.
Ако поделам јас, еве сега напол. Или ајде со 10, за полесно да го градим. Ќе го делам со 10, од двете страни. 100 поделено со 10, 10% ќе представуваат 12. Бидејќи нас ни требаат и 5%, од 75%, всушност е 70%, и уште 5%. 70% можем да добиеме од 10, а 5 повторно од 10 со преполовување. Значи, ако 10% го земам наполу, ќе добием дека 5% е всушност 6. Овој дел ќе го зачувам сега, и ќе ми треба после. Сега прашањето ми е како ќе добием 70%? Многу едноставно. Ова што беше добиено со 10, ќе го помножам со 7. Па значи 12 помножено со 7 е 84. Значи, за да го добием решението 75%, јас треба само да ги соберам последните 2%. И ќе добием 70 плюс 5, 75%, тоа е 84 плюс 6 е 90. Дали ви јасно? Ова е едниот од начините. Сега, вториот начин. Ако користиме дробка. 75%. Како беше запишано како дробка? Ајде, кој ќе ми каже од вас? 3/4. Одлично. 3/4. 75% за тие што не се сетија. Е исто што и 75 врз 100. И ако скратиме постепено или директно со 25, ќе добиете 3/4. Значи, 75%, затоа е многу битно да ги научиме тие што ви кажував основните проценти, за многу побрзо да пресметуваме. 75% од 120 ќе биде 3/4 од, ќе го замениме со множење, 120. 120 можеме како дробка и сега ќе кратиме. Бројот 4, што е долу, проверуваме дали може да се скрати со нешто горе, може и со 120. Ќе се крати со 4, 4 делено со 4 е 1, 120 поделено со 4 е 30. Па 3 по 30 е 90. Значи 75% од 120 е 90. Или пак, ако користиме децимален број. 75% како децимален број колку е? Кој ќе каже? Одлично. 0,75 стотинки. Значи сега задачата ќе ни се сведи 75% од 120 е всушност 75 стотинки по 120. Сега, повторно ќе користам стратегија. Овој број ќе го зголемам 100 пати или 10 пати, не е битно, тие децимален, а вториот број ќе го намалам 100 пати. Првиот број ќе дојде 75, а вториот ќе дојде 1,2. Може би попаметно беше со 10, ама не е битно. Сега множиме број со децимален број. Тоа е 75 по 1 плюс 75 по 0,2. 75 по 1 е 75, а 75 по 0,2, 2 по 75 е дупло 150, односно 15, кои ќе ги собериме и добиеме точно 90. Еве го истото решение. Значи, кој повели? Дали со дробки не може на друг начин да се реши? Освен со дробки? Не. Дали со дробки на страниче мислам дека може и на уште еден начин. Може, да, со формули, ама формулите ќе ви ги оставам за да ги учите во средно. Формулите се P по I врз S, ама нема потреба. Формулите за сега воопшто ниту знаете што е формула, ниту знаете што значи. Значи P е 100 по I врз S. Ова се формулите што ќе ги видите во книгите и некој што ќе ви ги каже. Но, јас на моите ученици нема оваа формула да му ја кажем
ниту до 9-то деление, затоа што во оваа формула вие прво треба да научите што е P, што е I, што е S и да го применувате во задача. И тоа ќе ви биде ваш шаблонски научено и нема да знаете што е тоа математички. Значи, може на овој начин со формула, но при тоа треба да знаете што е I, а што е S. А во овој случај нема потреба да знаете ниту што е I, што е S. Се што треба да знаете е процентот. Да го запишите како дробка или како децимален број и дека од се заменува со множење. И задачата се сведува или со еквивалентни трансформации како првиот начин, или множење на дробка со број, или множење на децимален број со број. Нема потреба од повели? Три четвртини по 120. Да, од 120 е множење. Како рече ти дека? Па нели истото го правиме цело време. Види овдека сега. Еве овдека што ти кажам. Тоа што го кажуваш ти е истото запишано овдека. Еве го. Ова делење што го спомна ти, јас само го запишав како дробка. Од 3. Види овдека. Значи, оваа 3/4, што е процентот, ја оставив прва, бројот, зборот од го заменив со множење и ова е 120. Ти тоа што го кажуваш. Значи, бројот 4, бидејќи именител во првата дробка, нема да се промени ако тој го пишам именител во втората дробка. Затоа што дробки ќе учиме покасно се множат. Бројител со бројител, именител со именител. Па четворкава не е битно каде е именител. Дали е под тројката или под 120-ката. Па 120 делено на 4 е 30, па 3 по 30 истото 90. Да, може тоа истото што беше тука. Дали ти јасно? Ајде да видиме уште. Пака, јас ви ги кажувам сите можни начини на кои што ќе го пресметате. Од вас е да изберите кој начин ќе го користите и да го научите. Не велам дека овој начин овдека што ви кажав со процентот е грешен. Ама тогаш ќе се соочите со определување што беше P, што беше I, што беше S. А на начинот што јас ви го предлагам, вие само треба да ја прочитате задачата и да го решите проблемот. Еве, например, 5% од 50, дали имаме? Еве, 15% од 24 ќе реши. Еве овде. Значи, на првиот начин може да решите било кој процент. Не мора да е процент што е лесен. Еве нова задача. 15% од 24. И секогаш кога ќе пресметувате процент од нешто, немојте да очекувате дека решението секогаш ќе треба да биде цел број. Па не знаеме се додека не решиме задачата. Еве сега првиот начин. Ова е така наречен унитарен метод. Унитарен се вика затоа што ќе искористиме 1%. Или некој сличен процент на 1. Најдобро уште еднаш повторувам. Секогаш целото количество. Значи уште еднаш ќе повторам од почеток. 15% од нешто ви се бара. Ова нештото во нашата задача е 24. И како рековме, целото секогаш е 100%. Значи, секогаш е 100%. Значи, 100% се не пишуваме еднакво, се 24. Може и еднакво да пишеме тука, затоа што 100% ни е 24. Треба да дојдеме до 15%. 15% можеме да го добиеме како 10% плюс 5%,
можеме да го добиеме како 1 по 15%, може да го добиеме како 3 по 5%. Значи, не е битно на кој начин ќе добиеме 15. Еве сега, најдобро е првин да дојдеме до 10% и најлесно. Ќе делиме со 10 и лево и десно. 100 поделено со 10 е 10%. 10% ќе представуваат 2,4. Сега, овој децимален број може да го ставите како децимален број, но ако сакате, можете да го представите и како дробка 24 десетини или како дробка 2,4 десетинки. Но и првата и втората дробка може да се упрости. Првата со 2 ќе дојде 12 петтини, а втората 2,2 петтини. Значи ги кратиме само дробката во мешаниот број. Било кој од овие изрази е еквивалентен со 2,4. Значи, дали ќе земам 2,4 или оваа дробка овдека е се исто. Ние треба да добиеме 15, значи ни фали уште 5%. 5% можам да добијам така што 10 ќе го делам на пол. Тоа значи дека и 2,4 ќе го делам на пол. Па видите зошто полесно е децимален број отколку дробка. Треба дробката да ја делите, што е многу потешко отколку децималниот број. 2,4 на полу е 1,2. Значи, за да добијам сега 15% колку што ми се бараше, јас само треба да ги соберам процентите. 10 и 5 се 15%, а тие се 2,4 плюс 1,2. А тоа е вкупно 3,6. Чи решението на нашата задача 15% од 24 е 3,6. Дали ви јасно? Овој начин. Да, Одлично. Ајде сега да видиме. да. Одиме сега на вториот начин. Вториот начин беше со помош на дробки. Значи, 15%, ова е вториот начин, од 24 ни треба. И видиме колку. 15% запишано како дробка беше 15 стотинки. Зборот од се заменува со множење, а бројот 24 ќе го запишеме како дробка, со именител 1. Сега, може да ги упростувате дробките. Можеме првата дробка да ја упростиме, затоа што се крати со 5. Ќе кратиме и во бројител и во именител, ќе добијам 15 делено со 5 е 3, 100 делено со 5 е 20, по 24 врз 7. Сега, 20 со 3 не може повеќе, ама бројот 20 и бројот 24 се двата парни, можам да ги кратам со 2. 20 делено со 2 е 10, 24 со 2 е 12. Можам уште да кратам, ама бидејќи добив 10 долу, тоа значи дека ако скратам ќе ми се комплицира работата. 3 по 12 врз 10. 3 по 12 е 36 врз 10, а кога ќе делиме со 10 е многу лесно, решението е 3,6. Истото како претходно. Значи ова е со помош на дробки. Третиот начин е со помош на децимални броеви. Значи беше 15% од 24. 15% беше 0,15 од 24. Сега, ќе користам повторно стратегија, а може и слободно си помножите како сакате. Стратегијата беше првиот број ќе го дуплирам, а вториот број ќе го преполувам. Производот нема да се промени. 0,15 дупло е 0,30, 24 наполу е 12. Сега, ако вториот број го дуплирам, првиот го дуплирам, вториот го преполувам, 0,6 по 6. И сега 6 по 6 е 36, бидејќи овој првиот е со една децимала, еве го решението. Повторувам, не мора да користите стратегија. За да го добиете производот, слободно помножете 15 по 24 на кој сакате начин. 5 по 4 20 0,2,
6013, ќе добиете 360, но бидејќи овде ќе имавме две децимали, решението ќе биде 3,60. Значи не го пишувајте тука, пишете го настрана. Еве го истото решение што го добив. Сега, доста јас зборував. Сега ќе се обидиме. Повели, кој сака да праша? Дали може 15% от 24 да го запишем како 15 по 24, то е 360 врз 100 поделено со 100 еднакво на 3,6. Да, значи вака ти спомна. Ајде да се вратам назад да го запишем твоето. Ајде, ти рече дека 15% е 15 врз 100 помножено со 24, така? Потоа што рече? Тоа е еднакво на 360 врз 100. Значи тоа е 15 по 24, така? Овие помножени се 360. Да, 360 врз 100 е точно 3,6. Да. Но внимавајте. Зошто ова вака јас не го пишувам? Може. Замислете да имате многу големи броеви. Секогаш во математиката. Многу е добро да се навикнете уште од мали. Ако дробката може да се скрати, таа треба да се скрати. Значи на тој начин ги упростувате броевите, ги правите многу помали за множење. Затоа ви кажувам и напомнувам дека задолжително, односно пожелно е да скратувате ако можете. Многу добра е навика која што во подоцнежните години многу ќе ви се исплати. Инаку ова е истото што го решивме, само што јас го скратив. Дали има некој друг да праша нешто? Слушам, дечки. Или одиме на наредна задача? Еве сега задачи. Дали завршиме 15? Одлично. Ајде са, еве овде ќе има 20 задачи. Ќе ги копирам сите до крајот на часот, наредниве 10 минути. Ќе решиме колку што можеме заедно со вас. Вие ќе кажувате како и секој ден. А јас ќе пишувам за вас. Значи јас ќе пишам, бидам ваше пенкало. Ајде. Ајде, избери задача, која сакаш и таа ќе решим. Која сакаш? Како што дат натаму се посложени. Првите се поедноставни, до 20 се најтешки. Значи ако би ги степенувал. Првите се најлесни, како се зголемува бројката на задачата, така се зголемува и незината тежина. Еве например првите 10 избери задача. Молам? 20 најтешка. Ајде, не за ќе почнеме, мислам најтешка. Не е најтешка. Ајде. Добро. Како ќе пишуваш ти? Добро. 144 треба да го поделиме со 4. Добро. Тоа е само минутка. 36. Добро. И сега 36 го множиме со 3. А тоа е? А тоа е 108. Добро, точно. Сега, јас пишував како што ми кажуваш, ама не пишав ни еднакво ни ништо. Сега те молам, ќе се вратиме овдека кај што застанавме, нова последното. Кажи ми како ова што го кажа ти да го напишем за да видиме математички точно. Точно е решението, ама сакам да научиме како тоа да го запишуваме точно. Ајде, како би го запишала? 144 делено на 4 во загради Добро. по 3. Одлично. Вака треба да биде правилно запишано. Ова е 36 по 3 или 108. Сега, внимавајте. Одлично, точна е задачата. Но е она што јас ви го кажувам и што ќе ви треба понатаму. Задачите ќе се комплицираат. 3/4 по
144 врз 1. Овдека, ова делењето, наместо да го делиш на овој начин, можеш да ги упростиш дробките. 4 и 144 се парни, се кратат со 2, тука е двојка, а тука е 72. Повторно се кратат, тука е 1, а овдека е 36. Еве го истото решение што го доби ти. 3 по 36 е 108. Дали ти е јасно? Значи, наместо да ги делиш на овој начин класично, можеш и постепено. Значи, во рете, ќе научиме постепено. Одлично. Ајде уште еден за друга задача. Ајде, само биди погласна, не те слушам. Која задача? Оф, многу слабо, Елена, ако си ти, многу слабо те слушам. Знам, душо. Ајде да видиме, која задача? Слободно слушам, ајде, без гајлење, сестра ми. Која задача? Која? 8, добро. Тамане тишина од сите. Ајде вака. 120, 20% од 120. Значи, 20% од... Па, значи, штом ќе слушнам, јас ќе ви кажам. Ајде. Ајде, Елена, повели. Добро? Добро. Значи, првен ќе пишеме 20% е 1/5. Добро? Значи, 20% всушност ти викаш дека е еднакво на 1/5, а ова ќе бараме од 100 или од 120? Оти од 100. И 20% всушност беше 20 врз 100. И кој ќе ја скратиме 20 врз 100, кратиме првин со 10 за да ги изгубиме нулите, тоа е 2 десетини, кратиме со 2 и добиваме 1/5. Значи сега, овој дел овдека од по задачата е 20%, добивме дека е 1/5. Па задачата ќе стани сега 1/5 од 120, не 100. Ти може би сакаше да го користиш тој првиот начин. 100% е ова, ама тоа после. Сега понатам како 1/5 од 120, не од 100. Одлично. Добро. Ајде. Добро. И 20 и 24, значи 1/5 од 120 е 24. Добро. Ајде уште една задача ќе решиме, благодарам. Ајде. Ајде, нема. Која задача? Еден по еден. Ајде. Која задача ја бираш? 18. 18. Еве го. 25% од 36. Ајде, дадам да ја препишем. Значи 25% од 36. Како? 36 е всушност 100% и целото. Добро. Сега тоа ќе го делиме со 10. Зошто со 10? Како можеш од 100 директно да дојдеш 25, да не ја комплицираш работата? Еве да ти помогнам. Поделено со 4. Па зошто да комплицираш кога можеш директно? 36 поделено со 4 колку е? 36 поделено со 4, само секунда. 9 душа. Да.
јако, де нема га, јас го пишувам, ама изгледа пресметуваш и не го гледаш. Значи 36 делено со 4 е 9. Значи видете сега, може вака, ама јас намерно го пишував. Прво процентот е 36, ако ќе го поделиме со 4, да добиеме дека 25% всушност е 9. На овој начин имаме 9 е уствари 25%. Ама може. Дали е јасно? Одлично. Супер. Практикувајте, процентите ги пишите први, но не е ни битно. Важно е постапката. Дали сака уште некој на една задача? Може и јас. Ама нели реши ти? Реши ти. Ајде другиот кој беше? Ајде, Може јас? ајде кој беше? Кој се јави сега прв? Нека види третата. Третата? Ајде третата. 50% од колку беше? 50% не видов на страницата. Сега ќе се вратам назад. 50% од 180. 50% од 180. Ајде сега да видиме. Како? Наставниче си изготвен. Некој, Дарко, пробуваше да сподели нешто. Знам, сега ќе го споделам. Дарко пробувал нешто да сподели. Ќе го исклучиме сега, нема гајле. Еве го добивте. Дали се врати назад? Да. Добро, ајде да го се вратам и јас во прозорецот само. 2 секунди, почекајте. Добре. Таман ти разгледаја задачата. Пази, ќе ти исклучам, ќе се приклучиш пак ти. Добре. Ајде, се приклучи се и да ја решиме задачата. Значи, 50% ја напишиме како една половина. 50% е еднаков на една половина. И потоа една половина од 180. Добро, колку е тоа? Колку е половина од 108? Една половина од 180 ќе е еднакво на 90. Па да, 90. 180 наполу 90 е го решението. Затоа е многу битно да разберете што значи процентот. Процентот е обичен број. Сега во некоја ситуација е многу полесно ќе во дробка, некогаш во децимален број, а некогаш онака како што си даден во процент. Е сега 2,48 е сега, после пладне, да ви најавам што ќе работиме наредниот час и со тоа ќе го завршиме часот. Вечер ќе ги добиете на квиз доколку функционира веб страната, а мислам дека нема да функционира затоа што нема да ги добивам вашите одговори. Ниту еден ученик не доби на мејл денес покана од моите ученици. Вие сите што се приклучивте затоа што знаевте дека ќе има час, а мејл нема да добиете. Значи, состојбата е таква каква што е. Јас ќе се обидам да креирам квиз за кој што ќе го решавате, се дали ќе биде тука или на друго место, јас ќе се снајдам. Еве сега да ви објаснам само за едниот час. Едниот час треба да пресметуваме процентот како дробка, нешто што и сега го работевме, ама нешто поинако, ти ќе имаме са процентот како дробка веќе биде даден, и некои поинтересни примери, и потоа имаме процент при промена на некои единици мерки за да ги претвориме, исто така, и потоа имаме уште еден дел, шопинг, со попусти, со зголемувања, и со тоа ќе завршиме оваа недела и мислам дека ќе завршиме комплетно со програмата за алгебра. Значи оваа недела ќе добиете 4 квизови. Оценките што треба да ги пишеме до крајот, не се секирајте, не е толку страшно. Описи ќе бидат, описно се оценувате. Се што не ви е јасно, слободно прашувајте. Било тука. Повели? Повели? Готово, завршуваме, Душо, завршуваме, можеш да си исклучиш часот, завршуваме, кажувам што ќе работиме идната недела. И кои ќе ви бидат на патстијата. Решавајте ги квизовите што ќе ги имате во групите, таму автоматски, и сега дали тука или на другото место ќе видиме. Повели? Дали ќе имаме кахут во тоа време? Во тоа време ќе ви ги споделам направените кахут квизови за да може да ги играте, внимавајте, тие ќе се оценуваат. Ама ако стасам да направам, а бидејќи можеби нема да не можам на училишната веб страна, тогаш ќе мора да направам кахут, затоа што не можам да го оценам никако поинаку.
Ама Кахутот е поќе како игра, не е за оценување. Ама ќе видиме, ќе се снајдеме. Дали има некој друг да праша нешто? Наставниче, Повели? а утре исто на офис овде, че Да, имаме вака час. сега. Останува ова што го имаме тнук. Почната е постапката за укинување, значи ние не можеме да добиеме мејлови. Например, јас не можам да добијам мејл од вас. Например, ако ви ја зададам домашната задача, порано, еве сега ќе ви покажам, значи кој што има потреба нека си оди. Значи нека оди онаму кај што треба да има час да ви објаснам неколку работи. Наставниче, што има прашање. Повели? Слушам? За гостините истото важи дека овде ќе остануваме, дека Вака, имаме гостите, нема да имаме. гостите ќе продолжат да добиваат покани без разлика каде ќе биде часот. Вас не ви менува дали ќе биде во Скопското училиште или Блаже Коневски или било кое друго место во светот. Разбирате? Ама на моите ученици многу му менува тоа, затоа што тие не можат да добиваат мејлови онака како што се добиваат досега. Значи, кажувам сега за моите ученици. Јас се саѓам, Нема проблем. Довидување, се гледаме утре во истото време. Ајде вака сега, дечки. Сега ќе ви споделам, значи ова што го гледавте ќе го прекинам да го споделувам, може и не гледате повеќе. Гледавте? Не, гледате. Сега вака. Ќе ви споделам нешто. Не, ништо не гледате, сега ќе ви споделам сега. Ќе го споделам прозорецот со Teams. Вака, ова е прозорец во кој што го имаме ние состанокот. Значи, во овој прозорец моментално гледате се 46 присутни. Прво се излистани гостите, моментално стана 1, 2, 3, 4 гости. Сите други се ученици мои. Значи имаме 41 ученик тука. Работата е следна. Кога ќе појдете вие во Teams, значи сите сте, кога ќе појдете во соодветното оделение, еве ќе го отворам 602, например. Овдека во 602, во делот Assignments, вие поинаку го добивате сето тоа, еве ги резултатите од квизовите. Значи гледате, од 24 ученици, 12 одговориле. Сега, зошто е проблемот ова што ни се случува сега? Кој ќе направам квиз, јас нема да ги добивам мејловите од учениците. Нема да ги добивам вашите резултати, вашите одговори на квизовите. Нема да стасуваат. Јас ќе се обидам денеска да направам, да проверам, да видам дали може тоа да функционира. Ќе стапам во контакт, денес се јави во Microsoft Македонија и представникот на Microsoft за овој дел од Европа се понуди како помош, ќе ни излези во преслед, само да не прекиниме со наставата на овој начин. Ако не може да помогне, како што ви кажав, сите мои ученици јас ќе ги префрлам на друго место. Часови во 14 часот ќе имаме. Било вака, било онака, ќе имаме часови, часовите нема. Во врска со оценувањето, како ќе биде, ќе видиме. Еве сега, бидејќи ова видеото ќе оди, сега јас ќе отворам уште нешто. Еве вака, ќе го прекинам ова споделување и ќе споделам интернет. Значи тап со интернет, еве вака. Ќе се логирам на нашиот училишен вебсайт, за да покажам дека тој функционира за логирање. Но, ако појдам во Outlook, видете сега, поканите што се испратени во 1:39 не се испратени затоа што не функционира. Последниот мејл што сум го добил беше вчера вечер во 9 после пладне, 9 ноќеска. А после 9 јас работев и креирав акаунти за учениците од нашето училиште. Значи, после 21 часот, нашата веб страна не функционира. Функционира само од една страна. Зошто е тоа така, треба некој друг да одговара, но немојте да му се секирате, јас ќе најдам начин како тоа да го направам. Значи, ова е само за тие што ќе го гледаат видеото. Сега за сега вас ништо не ве интересира,
Ако има некакви измени, јас ќе ви пишам и сите комплетно ќе ве префалам на друго место. За таа цел можеби ќе ми требаат имејли на сите, ама бидејќи ми дадоа администраторски права во училиштето во Скопје, можам да ве додадам сите. Но тогаш ќе имате мејл, исто како што имавте досега, ама со наставка од друго училиште. И ќе се логирате на истиот начин како досега. Дали ви е јасно? Да, се ќе биде преку Teams, нема ништо да се промени. Само наместо да бидете ученици во Блаже Конески, ќе бидете ученици во некое друго училиште. Воопшто нема да ви интересира сето. Само проблемот што нема да ги гледам јас. Молам? Нема да ги гледам од... Молам? Истото... Да, истото ќе биде, скрос истото, само што тогаш кој ќе се логирате со новите места, ќе бидете на нова локација. Инако се ќе биде исто. Нема потреба ништо ново да учите. Оти ова веќе го научите и совршено добро оди. Дали некој има проблеми при логирањето? Добро е. Дали имате да прашате уште нешто и конечно да завршиме? Не. Добро. Тогаш, довидување, ја ќе го направам квизот и гледајте сите што ги имате, што сте во... Значи, треба два повторно овде. Повторно имаме, дали овдека или на друго место ќе ви кажам јас. Значи во 2 ќе имаме час. Часот не смее да пропадне во 2 часот. Дали ви јасно? Ако било какви други информации има, јас ќе ви пишам благовремено. Ете така. Значи, довидување, дечки, се гледаме утре. До гледање, дечки. До гледање. Гледanje.